За мојот следен соговорник Даниел Дончевски, ни остана многу малку време, но се надевам дека ќе бидеме брзи и ефикасни. Добро вечер за тебе. Добро вечер. Даниел е специфично име, не му е прв пат да гостува по телевизии, со оглед на тоа што е момчето кое што од 2008 година навака, значи последниве 10 години, е момче кое што најчесто успевал да биде прв во групата која што за водици скока во водите на Вардар, прв да излезе со трофеот или крстот кој што е фрлан од камениот мост. Од 2008 така, навака од својата 19 година ова тебе ти станува како не знам како да го кажам. Пред се ќе почнам вака, ви благодарам за поканата. Пред се накратко сакам да честитам празници на изминативе што измина и сегашниве што доаѓаат на сите христијани. Да им посакам многу среќа, радост, љубов и верба да имаат во Бога. На вас сите телевизијава ви посакувам само успеси, ве пратиме цела моја фамилија, сите мои најблиски. Ви благодариме. Така да супер ви се емисиите, само напред. Ова се петте осветени крстови, така да јас еве накратко од дете сум воспитувам на тие христијански обичаи, на тие наши православни, па ќе кажам обичаи што ни се случуваат, као што е големиот пост од Великденски, го постам со години. Ова е нештото каде што јас одлучив на 19 години, прв пат да се појавам на оваа манифестација Богојавление Водици. Првиот скок мој по осветениот крст ми го донеси прв пат во раце да го имам. Така да се почна од таму. Така да години назад јас сум член од групата на толпа на верници што учествуваме на таа манифестација. Дури сега кога ќе ги вратам на YouTube снимките, она е чудно како е и на секоја парна година е крстот во мои раце. Од друга страна е една традиција која јас со душа ја чекам да дојде секој празник, така ќе кажам, пак сум воспитуван од и јас и брат ми од мали нозе од моите родители, од нашите родители. Така да рече секоја парна година. Јас рекав 2008 била прва, потоа 2012, 2014, 2016 и 2018. Тоа значи секоја парна, но тоа не значи дека во непарните години не си скокал, веројатно си скокал и тогаш, но во парните години ти успева да бидеш првиот. Кажи ми дали во годините кога го имаш овој осветен крст во својот дом, ти е поинаква од останатите години? Благодарение на Бога, како и кажат, доволно е да имаш спокоен и мирен живот, му благодарам што едноставно имам некоја хармонија и радост. Дали ти се поинакви годините, реално? Поинакви се, дали дека јас во тоа верувам, или тоа така се случува, не знам. Али сепак ќе кажам, еве ќе им посакам во сабота на сите христијани верници што ќе бидат таму. Дај Боже да го осетат тоа чувство. Стварно ќе се радувам на тој верник што ќе биде во негови раце крстот и да не сум јас. Ќе се радувам исто како да сум јас, верувајте, пошто од христијански гледан аспект го гледам тоа и знам колкава радост е 5 пати. Сум човекот што може максимумот го постигнал. Знаеш дека во Македонија се појавуваат и во сабота, сега и во недела заради тој празник, бидејќи во многу води низ земјава ќе се фрлат крстови. Знаеш дека се појавија видеа во кои што едни со други луѓе влегуваат во физичка пресметка во борбата да го фатат крстот, нели, па му бега на едниот од рака, го зема другиот, па тука доаѓа и до размена на по некој удар. Си има такви ситуации во Скопје? Видете, пак ќе кажам, тоа е до верникот. Зависно тој како ја гледа манифестацијата. Кај нас немало такви испади. Како тебе ти успева? Како ми успева? Не знам ни јас да си да. Важно е како ќе секоја година различно стојам. Значи секоја различна година на различна позиција стојам. Немаме група, таму сме јас и мојот најдобар другар Славчо, мојот брат, толку. Тие сме. Значи немаме ние секоја година сум различно, секоја година различно тргнувам. Интересното е што преку 170 верници сме секогаш, а само 5-6 луѓе сме стигаме до крајот, значи што е со оглед на тоа дека Вардар е јануар брз, ладен,
голема е водата, Има не вистина можеш. ли во тоа дека се оди во групи, па групата му прави простор на едниот да биде прв? Па не сакам да останатите ги буткаат овие другиве да не успеат не да сакам да стигнат. верувам во тоа, зашто ете пак ќе кажам личен пример сум јас и сите верници што ме познаваат долу кога сме, никогаш не сме биле ние во група. Најбитното и најакото она било што секогаш кога ќе тргнам никогаш не сум застанал. Значи само одам и верувам во тоа, можеби вербата што толку голема ја имам во мене ми успева да сум еден од тие што 5 пати успеал во ова и нема да се откажам, мислам ќе секогаш сум таму за здравие на пред све на мене и на мојава фамилија, моите најблиски. Секоја година би учествувал колку толку и ќе ми биде драго да се јавуваат и нови ликови што ќе го имаат осветениот крст, зашто е, пак ќе кажам, некоја како посебна среќа, енергија, емоција, толку луѓе, толку верници ти честитаат, се јавуваат. Кажи ми дали за крај се случува таа група на верници кои што се во водите на Вардар да се повеќе или помалку истите луѓе секоја година или има и нови ликови? Па не можам сите да ги запамтам, но повеќето од прилика да. Истите се и тоа ме радува што се многу сплотени. Тоа беше вашето прашање претходно. Немало до сега инцидент во Вардар, пример, да се деси. Да, има во вие помалите води што е многу Тоа е совето, тако е пример на тој чин, ладна е водата, ептен треба да малку физички активност да имаш малку алкохол да не се користи пред влегување. Даниел, толку имаме време. Во сабота е повторно големиот христијански празник Богојавление Водици. Еден ТВ ќе може да ви понуди слика и приказна за празникот и за тоа што се случува и од Охрид и од Скопје. Така што во сабота повторно ќе може да те гледат ако успееш во намерата и оваа година, за да не биде дека ова не ова е еден поклон од мене, што ќе ви го прашам на вас. Ова е за нашата куќа, ти благодарам. Тоа е да ви одиете успехот, еден мал дар од мене. Ти благодарам. Да бидете успешни како што сте до сега со поголем раст. Така е, ти благодарам Даниел и еве ние ти посакуваме успех во сабота, но не само тебе, на сите кои што сте во потрага по вака осветен крст кој што ете може би во годината реално ви го менува животот на вама и вашето семејство. Ние остануваме и понатаму, нели? Вие останувате и понатаму на истата фреквенција, следуваат минутите за Централниот дневник. Останете со нас.